16,5 милиони евра стави државата на располагање на земјоделците преку мерките од ИПАР-2 програмата. Оваа на пресконференција денес го кажа од локалниот огранок на Социјалдемократскиот сојуз од Карвенци. До 18 ноември преку Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој од ИПАР-2 програмата објавен е јавен повик за мерка 7 диверзификација на фарми и развој на мали бизниси. Со оваа финансиска инекција ќе се извршат поврат до 65% на сите прифатливи инвестиции за преработка на прехранбени и непрехранбени производи, на инвестициите во развој на занаетчиските производи, инвестициите во услуги за руралното население, инвестициите во промоција на руралниот туризам. Со имплементацијата на оваа мерка во македонските села и рурални општини ќе никнат нови производствени капацитети за занаетчиски работелници, приватни градинки и домови за стари лица, ветеринарни станици, сместувачки, угостителски објекти за гастротуризам, информатичко и спортско-рекреативни центри. Нова реагира од Карбинскиот огранок на ВМРО-ДПМНЕ. Додека власта се фали со нереални бројки, народот си ги трпи последиците од оваа власт. СДСМ 3 години не направи ништо за земјоделците, угостителите и сите физички и правни лица кои инвестирале во општина Карвинци. Предизборните ветувања за изградба на дом за стари лица, спортски и рекреативни центри, градинки се ветувања само на хартија. Фактот дека се ближат избори и дека поразот за СДСМ е извесен е мотив повторно да манипулираат со граѓаните. Стои во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ.